Вардар денеска голем, али таман голем. Дефинитивно околу 25 до 30 сантима. Ноќеска вода. Од 8,5 сум тука, 3 удара, 2 риби фатив, една мала околу 3 кг и сега едно пред кепче на 5-6 метра ми се откачи убав краб 10+. Така да знаат повеќето дека денеска ќе бидам на Вардар. На голема вода рибата исто се храни, само треба да ја смените позицијата. Значи, на мала вода барајте го јака, убрза. На истото место рибата е и на голема вода. Значи, само сменете тежина на олово системите да ви стојат кај што сте пецали и исто на претходно. Значи, исто и на помала вода. Разликата е, рибите се на една позиција, само различни во системите и начинот на хранење. Еве оваа само што фатив риба сега. Уште не ја ставен у сак. Од собаре се храни константно. Значи околу кило до кило и пол бојли на секои 10 минути му фрлам по еден шатл. Така да ја трошок, ама друг начин, у јака вода, на јаки места, за да го размрдаш да тргне да зима храна, невозможно е без храна, знаете. Килаша не е битна. Сите што се слушнав од собари што се на Вардар, така да не си одат. Крапот дефинитивно се храни. Ово е удрена школка со едно поп-апче 12-ка, скопек скрит, одозгоре. А дефинитивно месото за хранење е подобро во овој период. 99% пецате сите на скопекс, немате поврење од други бојли, дефинитивно менјајте ги. Крапот ги учи и месото во овој период на оваа температура на вода, 99% повеќе ќе го земе. На јадица не е важно што ставате. Битно е што храните. Ајде, поздрав, другари! Нема откажување. Проблемот е што нема време. Значи, рибата сака и време. Пецаме еднодневно на едно 7-8 сата, дефинитивно да можеш да останеш и навечер. Не е битно водостојот дали паѓа, дали качи, он тајминг на хранење мора да најде. Нема скокови, нема риба, не се разочарувајте дека не рипа риба крапкова на времето, затоа што не е групиран. Статистика една до 2008-2009 пред да бидат направени централите горе, нивото на Вардар е повисок од нормалата за скоро 70-80 сантима. Тогаш имаше на времето, леле како рипаше на времето. Да, ама сите риби од 2-3 километра беа на една матица собрани. Например, 500 крапа беа на тоа место, 300 крапа беа, многу беше помала водата и рибата беше концентрирана само у канали и у дупки. Сега е голем, растурен Вардар, по сите чошеви ги има, растурени си и нема потреба риба. Кај што е голема концентрација на риба, тогаш рипа рибата. Така да немој да мислите дека ако не рипа крап, го нема у Вардар. Вардар е препон со риба, јас ви гарантирам. Нема позиција, нема место, каде барем го прави малце за крап, да нема риба на таа позиција. Без разлика на мрежи, вештерки, струи, више шо неам слушнато, битно е само упорност. Поздрав до сите, се гледаме здравие на вода.